Амбициозниот, образован и вреден Драган Петров е лик од кочанската средина на кого и по 16 години од неговата смрт луѓето со задоволство се сеќаваат. Како да го заборават човекот кој даде современа димензија на трговската дејност во Кочани и е иницијатор на концептот за модерен трговски центар по пример на големите центри. Замислата на Петров во срцето на градот да се изгради современ трговски центар била повеќе слојна и повеќе функционална. Продажба на различна стока и трговска размена на голем простор во огромни дуќани, придружен угостителско-ресторански дел во него, а од друга страна создавање општествен капитал како сигурносна база во работењето на нова трговија. Трговски магазини, салони по селата, самопослуги наши, Облешево, Тркање, Прибачево, 25.500 метри квадратни имахме, магазински, продажен и собствен простор, канцелари. 25.500 метри квадратни. Фактички, за времето на Драги, нова трговија израснала огромна фирма. Ја финансов век, негде 7,5 години. Немаше тишкоти. За 2 дена собереш пари за личен доход и нето и бруто за 2 до 3 дена. Само на координаторите, во секој сектор, прека на тепци за железарија, имахме координатори. Пуштиш го или парите да се унасат, платек се зима. За 2 дена обезбедаш за 765 дена ги бега работи. Човек од акција. Не сакаше со никој да се замере, со секој правеше, разговараше, без разлика што е директор. Не сакаше да оде по народот да се прави пат за него. Тоа него бил Драги. Знаењето, лидерските предиспозиции и вештини за управување, базирано на човечност и бројни лични контакти кои Петров ги ставал во функција на општествениот развој, овозможиле економска експанзија која што позитивно се одразила на целокупното живење во Кочани. Во градското јадро, на местото на старите градби, никнувале повеќе катници. Изградбата на трговскиот центар започнала на почетокот на 80-тите години со блокот А или познатите црвени згради. Човек кој што го сакаше многу градот и сакаше да направи за него и мислам дека направи. Негова идеја, како што знаете, е градбата на трговскиот центар, кој што за времето беше украс на градот. Со болни продавници, наменети секоја за посебна потреба, со стока набавувана од бившо југословенските фирми, појаки фирми. Така да тука се доваѓало на пазари од Штип и од другите околни места. Со изградбата на самопослугите во сите села луѓето си беа благодарни за тоа што не мораше за секоја една ситница да се доваѓа во градот. И така, сакаше се да направи, меѓутоа животот си поигра и така заврши, да речеме, многу рано, не успеа се што мислеше да постигне. Сакаше кој ќе се прошета низ градот да ги гледа продавниците, да го гледа трговски, како луѓето пазаруваат. Тоа беше него заљубен во трговскиот центар. Неговата сопруга, доктор Верка Петрова, го опишува како семеен човек, трпелив и подготвен да помага. Човек кој што многу си го сакаше семејството и
роднините, блиски и подалечни, и граѓаните, човек влюбен во луѓето, спремен да помага во секој поглед за се. Децата посебно беа за него така посебно се грижеше за нив, да се добро воспитат, да бидат добри луѓе, добри граѓани, да ценат добри работи, да работат, да бидат вредни, работливи. Се во позитивен смисла. И покрај економската немоќ, што ќе ја донесе распадот на Југославија, и покрај стечајот, кој нема да ја одмине и нова трговија, а тој исклучително тешко ќе го поднесе, и по 30 на години резултатите од неговата работа се гледаат, а трговскиот центар е култно место за младите во Кочани, своевидна замена за корзото во кое пораснаа повозрасните. Наградата за животно дело ќе говори трајно за Драги Петров и за неговата реализирана визија за поубаво Кочани.